Напиши равенка направа што минува низ точките А со координати М и 0 и точката Б со координати 0 и N. Бидејќи координатата Y на точката А е 0, тоа значи дека точката А ќе биде на X оска. Точката Б има прва координата X0, тоа значи дека ќе лежи на Y оска. Тоа го гледаме на цртежот. Користичи ја шемата, за наоѓање на равенка направа низ две точки, n-0 по x плюс m-0 по y плюс 0 по 0 минус m по n еднакво на 0, ја добиваме бараната равенка во општ облик. И оваа равенка е равенка направа низ точките А и Б. Ако го префрлиме слободниот член на десна страна и поделиме со m по n, кое нели не смее да биде 0, би добиле nx поделено со m по n плюс my поделено со m по n еднакво е на m по n на десна страна и тоа поделено со mn, имаме кратење и добиваме еден облик на равенка кој во математика е познат под име сегментен вид на равенка направа. Значи, ова е сегментен вид на равенка направа. Зошто се вика сегментен вид? Се вика сегментен вид затоа што M представува сегментот, одсечокот на правата на X оска, а N представува одсечокот на правата на Y оска. Секако, M и N може да бидат било кои реални броеви, но да M по N не дава 0. Значи M не смее да биде 0, N не смее да биде 0. Тоа кажува дека ако правата минува низ координатен почеток, тогаш M и N ќе бидат 0, па нема да можеме да го запишеме сегментиот облик на таков вид на равенка направа, затоа што би имале x врз 0 плюс y врз 0 еднакво на 1, а тоа не е во ред. Значи, кои облици направа не можат да се запишат во сегментен облик? Правите кои што минуваат низ координатниот почеток, хоризонталните прави, вертикалните прави, тие три облика направи нема да можеме да ги напишеме во сегментен облик. Затоа што, рековме, ако правата минува низ координатниот почеток, m и n ќе се 0. Ако правата е хоризонтална, колку е одсечокот на x оска? Нема да има одсечок, затоа што хоризонталната права е паралелна со x оска, не ја сече. Ако правата е вертикална, колку ќе биде одсечокот на y оска? Нема да може да најдеме, затоа што вертикалните прави се паралелни со y оска и нема да има одсечок. Прави што минуваат низ координатен почеток, хоризонталните и вертикалните прави не можеме да ги запишеме во сегментен вид, туку сите останати други прави, каде што имаат одсечок M и одсечок N. Често пати плоштината на триаголникот што оваа права го затвара триаголникот со координатните оски, може да ја употребиме токму оваа равенка направа во сегментен облик со тоа што плоштината на тој триаголник ќе биде m по n врз 2 и ради тоа што плоштината е позитивен број, ќе може да ставиме или ќе треба да ставиме во апсолутна вредност, бидејќи рековме m и n може да биде било кој реален број, но не смее да биде 0. Сегментниот вид на равенка направа многу пати
и многу често го користиме за брзо цртање на правата, со тоа што правата од општ облик ја претвараме во сегментен облик и ги нанесуваме сегментите, ако е негативен на лева страна или на долу, ако е N сегментот позитивен на десна и така натаму, значи ги нанесуваме точките на X и на Y оска, повлекуваме права низ тие две точки и цртежот, односно графикот на правата е готов. Равенка на права 2x плюс 3y минус 6 еднакво на 0 е всушност равенка на права во општ облик, а наша задача е да ја претвориме оваа права од општ облик во сегментен вид и да ја нацртаме користејќи ги сегментите. Принципот оди на следниот начин. Значи сакаме на десна страна да добиеме единица, минус 6 ќе го префрлиме на десно, па сега бидејќи имаме 6, ќе поделиме се со 6 целата равенка, 6 поделено со 6 е 1, оваа двојка ќе ја прецртаме, ќе ставиме одоздола како двојна дробка, оваа тројка ќе ставиме одоздола, за да добиеме x врз 6 поделено со 2 е 3, плюс y 6 поделено со 3 е 2 еднакво на 1. Значи, одсечокот што оваа права го одсекува на x оска е m тројка, а одсечокот што правата ја го одсекува на y оска е n еднакво на 2. Да не би цртале посебна слика, ако овдека одсечокот го забележиме на x оска дека е 3, а ова ако е 2, значи имаме точка 3 и 0 и точка 0 и 2, поврзувајќи ги овие две точки, добиваме график на оваа линеарна функција, односно графикот на правата. Ја добиваме таа права. Во равенката на правата, ламда x плюс ламда минус 2 по y минус 6 еднакво на 0, да го одредиме параметарот ламда, така што должината на одсечката на x оска, значи тоа е m, да биде 2 пати поголема од должината на одсечката на y оска. А тоа е n. Меѓутоа, рековме дека m и n може да бидат и негативни броеви и позитивни броеви, а должините се позитивни броеви, значи, за да го одредиме параметарот ламда, така што должината на одсечката на x оска, таа ќе има вредност, апсолутна вредност од m, да биде 2 пати поголема од должината на одсечката на y оска. Да ја претвориме дадената права што е во општ облик, да ја претвориме во сегментен облик. Ќе поделиме со 6, ќе добиеме ламда x врз 6 плюс ламда минус 2 по y врз 6 да е еднакво на 1, ламда одоздола, ламда минус 2 одоздола и добиваме дека одсечокот на x оска е 6 врз ламда, а одсечокот на y оска е 6 врз ламда минус 2. Ако тие m и n ги замениме во условот на задачата, 6 врз ламда во апсолутна вредност да биде еднакво на 2 по 6 врз ламда минус 2. Апсолутна вредност од 6 е 6 и овдека е 6, значи може да скратиме на вкрстено множење, ќе добиеме апсолутна вредност од ламда минус 2 да биде еднакво на 2 пати по апсолутна вредност од ламда, од каде со делење може да добиеме апсолутна вредност од ламда минус 2 врз ламда да биде 2, а кога апсолутна вредност од некој број е 2. Имаме две насоки. Тој број што е во апсолутна вредност ламда минус 2 врз ламда може да биде 2, или пак ламда минус 2 врз ламда може да биде минус 2, бидејќи апсолутна вредност од минус 2 повторно е 2. Ако се обидеме да решиме оваа равенка, добиваме 2 минус ламда е 2 ламда, од каде следува дека ламда ќе биде минус 2 и успеавме да најдеме едно решение. По ист принцип овдека ламда минус 2 ќе биде минус 2 ламда на множење
Префрлувајќи од друга страна, 3 ламда е 2, па добиваме второ решение за ламда, а тоа е 2/3. Одговор е, доколку параметарот ламда има вредност -2 или 2/3, тогаш одсечоците што се на x оска, на тие две прави, ќе бидат по должина 2 пати поголеми од должината на одсечоците што ги прават тие две прави на y оска.